Актерите кои пловат во политички наместо во уметнички води, веројатно од потреба да обезбедат повлијателна улога во партијата од онаа која им е доверена да ја играат, несебично им се додворуваат на новите режисери, третирајќи ги како современи Диогени, кои во своите раце ја носат лампата. И се најде во една темна пештера. Христијан Мицковски беше избран како човек кој требаше да ја донесе светлината во ВМРО-ДПМНЕ и навистина мислам дека тоа и го направи во овие година дена. На создавањето на таков амбиент им кумуваат и остатоците од големата продукција, кои поради слабиот прилив на средства сега мора да работат со организацијски аматери, кои во планот забораваат да го вметнат Final Cut-от, а за тоа не ги известуваат ниту позаемените на туршици од обединети, кои не можат ниту реченица да состават, па сето тоа неспакувано оди во етерот. Тоа е моето... Добро. Тоа не можеше да се случи во време кога во партијата ја немаше светлината која сега зрачи. Туку владееше вистински мрак во кој добро се снаоѓаат дури и оние кои сега имаат неверојатни проблесоци, кога станува збор за бегството на нивниот принц на темнината. Или се работи за неспособност на МВР предводено од Оливер Спасовски, а нормално со доверба од Зоран Заев, или се работи за договор со власта на Зоран Заев, кој што е во моментов главен трговец со правдата во Република Македонија. Но сомнеш за квалитетот на бела енергија, која најверојатно со помош на својот хидропотенцијал ја произведува престолонаследникот, фрла осомничениот трговец со правдата, кој според стандардите на производство тврди дека воопшто не станува збор за обновлив, еколошки, чист извор. Господинот Мицковски претходно направи посета и со председателот Вучич и со премиерот Орбан. И разговараше. Не објави зошто разговарал, не разговараа ни тоа за ИПП, за Конгресот, дали тоа ВМРО ќе биде казнето од страната од ИПП или слично. Не објави што разговарал, за да имаме на крајот на непозната материја зошто се видел, се случува еве токму тоа. Иако без никаков одговор за наметот, веројатно свесен дека проблемот што го предизвика истрелот на Ѓорчев е дека тој ќе биде рикошетиран, уследи само признание дека во гардеробата се шие нов панцир. Нема да може со тие куршуми, браки и сестри. Оттаму се очекува исто како и низ кратката историја на македонската демократија, повторно да се пушти вентилаторот со кој ќе се зачисти целосно загадената политичка клима. Минатиот пат беше јасно дека за кратко време ќе дува северен ветер. И на крајот, додека дува, треба да се донесе и конечната одлука. Дали сака Македонија да биде Македонија или Монако? Кога веќе се толку се става на коцка, и Лас Вегас не е лоша, ама не како географска, туку како политичка и суштинска одредница.